Добре дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Граѓаните се пред избор од кој ќе купуваат струја за домаќинствата. Универзитетот во Битола задоволен од првиот уписен рок. Македонски грчки дела во магазата. Пензија за оној што ќе згрижи деца. Од кого ќе купуваме струја? Од 1 јануари следната година електричната енергија за домаќинствата на слободен пазар. Регулатор на повеќе нема да одлучува за цената, таа ќе си ја формираат оние кои ќе ја продаваат. Стево Башровски. Најдоцна до 15 ноември сите домаќинства треба да изберат од која компанија ќе набавуваат струја. Почнува последната фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија, која од 1 јануари ќе опфати околу 700.000 домаќинства и мали фирми корисници на струја. Во игра влегуваат 9 компании кои ќе се обидат да ги привлечат граѓаните со пакети поволности. Префрлање од еден кон друг оператор ќе биде дозволено еднаш годишно. Оние што нема да изберат снабдувач ќе останат во мрежата на Евана, но ќе мора да склучат нови договори. По 1 јануари цената на струјата нема да ја контролира регулатор, односно таа слободно ќе се формира на пазарот. Очекувањата се дека либерализацијата може да донеси нешто повисоки цени за крајните потрошувачи. Но затоа построго ќе се контролира квалитетот на струјата. Доколку квалитетот на испорачаната енергија е понизок од стандардниот, потрошувачот има право од фирмата снабдувач да бара надоме за штета настаната на неговата електрична инсталација или на апаратите. 8.000 денари до животна пензија за оној кој ќе згрижи деца. За битолчани згрижувањето не е било ништо ново, но постоел страф од непознатото. Весна Шеровска. Во Битола постојат 6 семејства кои што имаат згрижено околу 13 до 14 деца. Со цел да се зголеми бројот на овие згрижувачки семејства, Министерството за труд и социјална политика воведува новина. Секој згрижувач добива од 6.500 до 8.000 денари за дете, зависно детето од која категорија е. И сега новината е таа, ако некое лице не може да оствари старосна пензија, 5 години е евидентиран во Центарот за социјална работа како згрижувач, после навршувањето на 62 години може да оствари на некој начин старосна пензија и стартната позиција ќе биде 8.000 денари, што ќе остварува како пензија до крајот на животот. Во секој момент Центарот може да згрижи дете во било кое семејство, меѓутоа претходно семејството треба да поднесе барање до Центарот, стручниот тим да го разгледа барањето, да изврши соодветна обука на тоа семејство, бидејќи како што вели директорката на Центарот, да се биде згрижувач не е едноставна работа. Постојат одредени методологии кои треба да ги познаваат згрижувачите за да може да се справат со специфичниот проблем што ќе го има тоа дете. Не можам да кажам бројка, мислам, во моментот, затоа што тие се варијабилни. Имаме деца, например, кои би ги повлекле, да речеме, од домови, би ги повлекле од одредени установи. Во моментот може да се јави интервенција, интервентно да можеме да треба да сместиме дете. Кај децата кои се сместуваат во згрижувачки семејства не постоја на класична листа на чекање кој што постои во одредените институции, например, за одредени права. Во Битола згрижувањето не е ништо ново. Битолчани секогаш покажувале хуманост, но постоел стравот од непознато, додава Гаджовска. Сместување на деца кај блиски сродници. Затоа што имаме деца кои, например, родителите им починале во сообраќајна несреќа, па ги прифаќаат чичко, тетка, стрина, мислам така да во тесниот круг. А овде станува збор за згрижувачки семејства кои немаат никаква родбинска врска со самото дете. Тука е може најмалце стравот кој постои кај битолчани. Мислам јас пред се дека станува збор за страф од непознато. Во Македонија во моментот има 180 згрижувачки семејства кои што згрижуваат точно 288 деца без родителска грижа, од кои 80 се деца со пречки во развојот. Граѓаните од руралните средини полесно ќе стигнуваат до социјална заштита. Социјални работници на терен ќе ги советуваат социјално загрозените и семејствата во ризик како да ги остварат своите права. Ова го предвидува проектот Отворени социјални денови кој ќе се спроведува во соработка со општините. Со ваквите непосредни теренски посети се постигнува напредување на пристапот кон правата и услугите од системот на социјална заштита за жителите од руралните населени места ширум државата и значително се приближи системот на социјална заштита до оние на кои што им е најпотребна. 30 центри за социјална работа има обврска на граѓаните да им дадат стручна помош во решавањето на социјалните проблеми со кои што се соочуваат, да им помогнат на граѓаните во обезбедување на неопходната документација и поднесување на формуларите за остварување на правата.
Битолскиот универзитет се задоволни од првиот уписен рок. Се пријавиле 1/3 кандидати од предвидените 3665 места. Очекуваат заедно со вториот и третиот уписен рок да ја достигнат бројката од околу 2000 запишани студенти. Маја Богоевска. На првиот уписен рок, кој траеше 3 дена минатата недела, се пријавија 1307 кандидати за 3665 слободни места, односно 36% од вкупниот број. Процентот со минатата година бил сличен. Минатата година имавме вкупен број на слободни места нешто повеќе од 4100. Значи, со овој број на пријавени кандидати, со пополнување на повеќе од 1/3, значи околу 35% од слободните места, сме задоволни и во рамките на нашите очекувања. Овој интерес. Зошто? Затоа што има неколку елементи кои што одат во прилог на оваа констатација. Прво, намалениот број на слободни места. Второ, намалениот број на матуранти. Трето, намалениот број на матуранти кои што положиле матура во првата можност за положување на матура. Трето, во однос на кандидатите кои што ќе конкурираат со завршена училишна матура или завршен испит во средно стручно училиште. Најголем е интересот за факултетот за безбедност, каде исполнетоста е 90%, потоа за факултетот за туризам, каде има 63% пријавени од вкупните слободни места, исте процентот и на педагошкиот факултет, потоа на правниот 46%, високата медицинска школа 40%. За во вториот и третиот уписен рок има 2155 слободни места во државната квота. Се надеваат дека тогаш ќе биде поголем интересот и за новиот факултет за информатички и комуникацијски технологии. Вкупниот интерес за запишување на овој факултет е 184 кандидати, односно 26%. Исто така и во овој дел очекуваме значително зголемување на интересот со оглед на фактот дека овој факултет е веќе регистриран, има ВД декан и почнува да функционира од 15 септември на начин кој што согласно со законот за неговото основање е предвиден, што значи дека кандидатите можат со полна сигурност да конкурираат и да знаат дека ќе студираат на институција која што ќе ги инкорпорира кадрите од овие области, од овие факултети кои што чисто студиски програми се инкорпорирани во новиот факултет. Проректорот потенцира дека голем број слободни места има и на техничкиот факултет кој има големо реноме, но и нуди големи можности за вработување. Во пракса најголем дел од кандидатите со училишна матура и со завршен испит кои што доаѓаат од средните стручни училишта и гимназиското образование одат на техничките науки. Очекувам дека кај овој факултет ќе има значително зголемување во однос на првиот уписен рок. Вкупно се таму пријавени 88 кандидати, што значи дека има прилично слободни места во државна квота и можност да студираат по износ за кофинансирање за партиципација кој што е 200 евра. Во оваа академска година очекуваат да се запишат околу 2000 студенти. Министерството за здравство останува на ставот екстрамен е единствениот извор на листерија. Екстрамен е единствениот извор на листерија. Министерството за здравство останува на старото тврдење откако вчера Кумановската фабрика го критикуваше Центарот за јавно здравје Велес со сомнение дека директорката фалсификувала документи. Според документите од анализите, 90 пати над дозволеното имало листерија во осечканиот свински врат на екстрамен. Примерот кој за испитување до ветеринарниот факултет го доставила жена од Прилеп. Листерија имало и во суровините во погоните на екстрамен увезени од Канада и Бразил, вели министерот за здравство. Надлежните тврдат дека и генотипизацијата покажала дека сите заболени и починати јаделе производи од оваа месна компанија. Од екстрамен тврдат дека во нивните производи нема листерија и дека методот за утврдување на генотипизацијата не бил акредитиран од соодветниот институт. Во писменото сопштение информира дека извршениот надзор во фабриката бил без присуство на санитарен здравствен инспектор. Преку политиката се караме, а со уметноста? Македонски и грчки дела во магазата. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите.
Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без сувомеснати производи. Внимателно се избира храната? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Бугарскиот министер за надворешни работи изјави дека Скопје и Софија до завршувањето на парламентарните избори во Бугарија на 5 октомври ќе мора да почекаат со финализирање на договорот за добрососедство. Опозицијската партија СДСМ вечерва треба да одлучи дали ќе го прифати предлогот на власта и ќе се врати во собранието. Исто така ќе одлучува и за исклучувањето на Грчева и Буралиева од партијата. Во Косово изминативе години од блискоисточните земји пристигнале 50 милиони евра, изјави Бешким Езечири, експерт кој го проучува финансирањето на тероризмот. Во близина на американското градче Фергусон, а потресувано од протести поради смртта на црнец тинеџер, се случи уште еден смртен инцидент. Полицајците во Сент Луис убиле еден осомничен кој бил вооружен со нож. Либерија воведе полициски час и стави во карантин населби во главниот град Монровија во обид да се запре смртоносната ебола. Папата Франциско навести дека и тој како и неговиот претходник папата Бенедикт би можел да се повлече по известно време од здравствени причини. Тој има 77 години и нарушено здравје. Нема дебата за враќање во собранието, се додека на маса со власта не се отворат сите 5 барања на опозицијата, вклучувајќи го и она за техничка влада. Ова за 24 вести го изјави лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев. Доцна попладне ќе заседава Централниот одбор на партијата. Стево Башаровски. Опозицијата вечерва ќе одлучува за предлогот на власта за враќање во собранието и исклучување на пратеничките Буралиева и Грчева од партијата. За враќањето на пратениците во собранието останува барањето на СДСМ за формирање на техничка влада 6 месеци пред терминот за наредните парламентарни избори. И власта и опозицијата не исклучуваат можноста од нови лидерски средби од септември. Според досегашните изјави на лидерот на СДСМ Заев, засега исклучена можноста за враќање на избраните опозицијски пратеници во парламентот без претходен договор со власта. Само 2 пратенички од СДСМ не се согласија со партискиот став за целосен бојкот на работата на собранието, па се очекува на Буралиева и Грчева до октомври да им се приклучи уште некој пратеник. Од СДСМ вела дека за нивно враќање во собранието останува барањето за формирање на техничка влада, но не исклучуваат можноста за нови лидерски средби меѓу Груевски и Заев есенва. Централниот одбор на СДСМ последен пат се состана во мај кога се гласаше доверба на новото раководство непосредно по изборите. Заев и Груевски досега остварија само една средба во клубот на пратеници, која заврши неуспешно, бидејќи лидерот на ВМРО-ДПМН не се согласи со барањето за техничка влада на кое СДСМ инсистираше. Во рамките на прекуграничниот проект од ИПА програмата Жива природа, жива историја, кој општините Новаци и Алмопија од соседна Грција го реализираат, денеска во магазата во Битола беше отворена изложба на ликовните творби кои 14 уметници од Новаци и Грција ги создадоа на колонијата. Маја Богоевска. Денес во магазата беа изложени делата на македонските и грчките уметници кои 15 дена твореа во Мариово. 14 уметници од повеќе профили, 8 од Македонија и 6 од Грција. Преку своите дела ги облагородија убавините и културното богатство на Мариово. Кон крајот на август наши 6 уметници од Новаци ќе заминат на 10-дневна ликовна колонија во Алмопија, која исто така ќе заврши со изложба. Посебен впечаток ми направи црквата Свети Никола Чудотворец во Градешница и исто впечаток ми направи дека многу од иконите се оштетени, посебно очите на Богородица каде што се извадени. Успеа само една икона да направи од Богородица, од село Градешница, фрагмент од црквата Свети Димитрија. Целта на ликовната колонија е меѓусебна соработка на двата партнера. Ликовната колонија е дел од проектот Жива историја, жива природа, кој општина Новаци го реализира заедно со општина Алмопија во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка. 15 дена грчките уметници и нашите уметници беа на нашиот терен во општина Новаци
поточно во Маријовскиот дел, каде што се насликани слики од културното наследство на општина Новац. Вториот дел е 15-дневно гостување на нашите уметници во Грција, поточно во општина Алмопија, со која работиме и го спроведуваме овој проект од ИПА програмите. Работејќи на ова, спроведувајќи ги успешно, имаме добиено еден друг проект во продолжение на овој ИПА програма од Европската Унија, каде што продолжуваме пак со жива историја, жива природа, ама на други предели, нарочито околу Кајмак Чалан и на другите терени во тој дел. Во продолжител на проектот ќе биде спремање и градење на плоштадот во нетрадиционално село, а ето Хори се вика или Орле село, што ќе оправат плоштадот. После имаме проект за обнова на една византијска црква и мостот на Александар Велики во едно место. И исто и за обновување и за правење на одредени активности во бањата на Позар, на Лутраки. Досега се реставрирани куќата на Калеш Андја во село Старавина, мостот и воденицата во село Зович и црквата Свети Димитрија во Градешница. А во градскиот парк во Битола се зборуваше за зголемување на меѓуетничката толеранција, намалување на дискриминацијата и меѓусебно прифаќање и разбирање. Јас и ти исти е насловот на проектот на МКЦ Битола и Младинскиот образовен форум. Значи, Младенски образовен форум во соработка со Младенски културен центар од Битола денес на 19 август организира настан Јас и ти исти во рамките на проектот УСАИД за граѓанско општество. Настанот има за цел зголемување на меѓуетничката толеранција, намалување на дискриминацијата, како и создавање единство во разликите. Истиот вклучува работилница, значи во моментот се одвива работилница за спречување на дискриминација, флешмоб под средношколци, испуштање на балони со пораки за спречување на дискриминацијата, како и литературен и ликовен конкурс кој што содржи и награди. Овој настан се вика Јас и ти исти, е организиран од учесниците на Учиме право клубот на ЛМИ во соработка со Младински културен центар. Овој настан има за цел да ја промовира меѓуетничката толеранција и еднаквост, зашто сметаме дека тоа е еден од главните проблеми во нашата заедница и сметаме дека треба дополнително да се истакнува и дополнително да се промовира како таков. Со овој настан имаме за цел да им покажеме на средношколците и другите луѓе во нашата заедница колку се важни разликите и дека всушност тие разлики го прават овој наш свет пошарен и поубав. Синоќа беше соборен првиот светски рекорд на Европското првенство во пливање. Вечерва во базенот во Берлин, нови возбудувања со 5 финални дисциплини. Зоран Мишевски. За прв пат на големите приредби се пливаше штафетната трка, 4 пати по 100 метри мешано микс со штафетен избор од пливачи и пливачки и веднаш светски рекорд. Овој пат во состав Вокер Хеборн, Пити, Лоу и Хелсон, Велика Британија со резултат 3:44:02 го освои златото и влезе во историјата како прв светски рекордер на една голема приредба. Во женските финални дисциплини синоќа, Шпанија го освои првото злато на 200 метри грбно, благодарение на изворедната бразилка со шпански пасош Дуане де Роча Марсе, која што пливаше 2:09:37 за 29 стотинки, зад неа Елизабет Симонс од Велика Британија, а бронзена Дарија Установа од Русија. 21-годишниот феномен од Шведска Сара Сјостром го освои второто злато во 2 дена, откако беше најбрза и на 50 метри делфин со време 24:98. Во машките финални дисциплини доминираа британци. На 100 метри грбно Кристоф Вокен Хеборн исплива до златото со резултат 53:32 пред Джереми Стравиус од Франција кој што беше сребрен и Кристијан Динер од Германија кој што на крајот беше бронз. Британски дабл на 100 метри грбно, каде што златото го освои Адам Пити со резултат 58:96, 53 стотинки побрз од сонародникот Рос Мурдок, а бронзата патува за Литванија, за Једрус Титениус. Денес на третиот ден од надпреварувањето нема штафетни трки, утринава содржаа квалификациите, а од 18 часот и 7 минути започнуваат 5 финални дисциплини. Во машка конкуренција ќе се плива за медалите на 1500 метри слободно, 200 метри слободно и 200 метри мешано, а кај девојките во дисциплините 100 метри градно и 100 метри слободно. Од Берлин Зоран Мишевски. А еве што донесува светот на актуел. Милитантите од Исламската држава обезглавија американски новинар. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас.
Светски познатиот диџеј и продуцент Том Нови за четвртото издание на Широк со какво бело. Започнува 9-тото издание на Актофестивалот. Концерт на оперски дуети и љубовни приказни. Филмови за сечи и вкус во 3D киното во нашиот град. Се одржа манифестацијата Мега Поп Фолк. Ахмед Давутоглу ќе биде нов премиер на Турција. Турскиот претседател во заминување Абдула Ѓул изјави дека министерот за надворешни работи Ахмед Давутоглу најверојатно ќе биде новиот премиер и нов лидер на владеачката партија. Сегашниот премиер и лидер на партијата Реджеп Тајип Ердоган овој месец победи на првите директни претседателски избори во Турција, освојувајќи над 51% од гласовите. Бројката на загинати цивили во Луганск се доближува до 1000. Над 950 цивили загинале како резултат на војните дејствија од месец март наваму во украинската област Донецк, соопшти Заводот за здравствена заштита, пренесува РИА Новости. Вкупно, откако се води евиденција на настраданите во текот на настаните во Донецката област, започнати од 13 март, се повредени 1748 лица, а загинати се 951, се вели во соопштението. Милитантите од Исламската држава објавија видеоснимка од обезглавување на американскиот новинар Џејмс Фоли, кој беше киднапиран во Сирија во 2012 година од непознати вооружени лица. Снимката со наслов "Порака до Америка" беше објавена на социјалните медиуми вчера, но се уште не е утврдена низината автентичност. Во 5-минутното видео, маскиран милитант кој зборува со британски акцент вели дека Џејмс Фоли бил убиен како одмазда за најновите американски воздушни напади врз позициите на Исламската држава во Северен Ирак. На снимката е прикажан еден жив заробени кој од милитантите е идентификуван како Стивен Сотлов, американски новинар кој исчезна во Сирија минатата година. Твитер и YouTube набрзо ги блокираа линковите до видеото на кое е било прикажано насилството и кое е било снимено од Ал Фуркан Медија, официјална новинска агенција на Исламската држава. Во новите израелски воздушни напади врз Газа убиени 11 палестинци. Во израелските воздушни напади во појасот Газа биле убиени 11 палестинци. Израелската армија соопшти дека извршила 60 воздушни напади откако вчера заврши примирието, а палестинците истрелале над 80 ракети кон Израел. Хамас соопшти дека била бомбардирана куќата на нивниот воен лидер Мухамед Дејб во Газа, при што биле убиени неговата сопруга и 7-годишниот син. Преговорите во Каиро за долгорочно примирие меѓу Израел и Хамас пропаднаа. Демонстранти блокираа зградата на парламентот во Пакистан. Илјадници демонстранти се обиделе да го блокираат пакистанскиот парламент, додека законодавците имаа спредба со премиерот Наваз Шариф, со кој разговараа за политичката криза во земјата. Но законодавците одложиле седницата и заедно со Шариф ја напуштиле зградата од задниот влез. Наредната седница е закажана за утре. До седницата на парламентот доаѓа ден по демонстрациите во Исламабад за оставка на премиерот Шариф. Во лизгање на земјиште во западниот дел на Јапонија загинале најмалку 27 лица, а 9 се водат за исчезнати. Десетици домови биле зафатени од лизгањето на земјиштето по поројните дождови во регионот Хирошима. Спасувачките екипи се во потрага по преживеани. Властите соопштија дека имало најмалку 5 лизгања на земјиштето. Јапонската војска била распоредена за да помогне во спасувачката мисија по барањето на локалните власти. Јапонскиот премиер Шинзо Абе изјави дека ќе издвојат значителни ресурси со цел да ја помогнат спасувачката операција. Циклонот која поплави Дженова вчера пристигна во Хрватска. Еве прогнозата за Европа, Балканот, Македонија и регионот. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија?
Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно.